денешната емисија ја посветив целосно на лебови. Не знам зошто така, секогаш кога ги правам емисиите, сакам да знаете дека е моментална инспирација. Односно, секогаш кога сакам да искарирам една содржина, што сакам да ви презентирам тој ден, е моментална инспирација. Инспирацијата ми дојде од неколку наши гледачки кои ми пишаа во пораките на Facebook или Instagram, каде што бараат одредени совети за тоа како да се направи совршен леб. Денес ќе ви подготвам 3 типови на леб. Едниот е оној класичен селски леб. Тој ми е еден од омилените. Тоа е нешто прво што научив да го правам. Селски се нарекува бидејќи како голема векна, внатре текстурата е, знаете, како од македонски народни приказни, по густе, не е толку сунгераст, а не бара помалку техника за да се направи. Значи, апсолутно треба да му се посвети внимание за баш да изгледа така рустично. Состојките се многу едноставни. На кило брашно оди половина килограм вода, оди квасец, шекер и сол. Тоа е единственото нешто што оди во обичниот оној бел убав леб, но начинот на кој јас го подготвувам сакав да ви го покажам за чисто да знаете дали можеби грешите некаде ако ви е премногу цврст, ако ви е премногу тврд или нешто не ви испаѓа како што треба. Значи, најпрво имам половина килограм вода. Водата ќе ја поделам на два дела, бидејќи во едната сакам да си го стасам квасецот. Имам една модла која во суштина во карес може да ја земете за правење пуканки. Значи многу практично се затвора, пукате пуканки во микро и потоа само од истата чашка си јадете. Јас почнав да стасувам квасец во незе. Апсолутно им барам друга намена. Внатре ставам сув квасец, го ставам шекерот. Ова го правам само заради тоа што сакам да видам дали ќе ми се активира квасецот како што треба, водата ми е млака и ставам една лажица брашно, ќе промешам се и додека ги подготвам останатите состојки, ќе видиме дали ми се активира квасецот. Секогаш е подобро кога ќе го активирате квасецот, ќе видите ќе почне да создава пена, ќе го затворам и ќе го оставам малку на топло. Кајрената ми е топло, уклучена е за да се пече лебот и останатиот дел од водата ќе го подстоплам до отприлика 40-45 степени. Односно, кога ќе ставите водата, раката внатре, осеќате после 20 на секунди пецкање по ноктите. Тогаш е таа температура која е совршена за да го направите лебот. Значи, го ставам во микро, водата ја ставам во микро, отприлика 10 на секунди, 15 на максималната температура. Тоа беше знакот за водата. Мислам дека е веќе готова. И начинот на кој треба секогаш да правите леб е тоа што прво ќе ставите течните состојки. Ќе го проверам и квасецот до кај ми е. Веќе почнува помалку да пени од страните, што значи дека е готов и активиран. Ќе го ставам во водата, со тоа што малце ми е останат шекерот, ќе си го приберам целиот шекер. И ќе почнам прво да го додавам брашното. Солта ќе ја додадам малце подоцна, заради тоа што не сакам да ми го пресече квасецот. Јас вака барем преферирам да го правам, бидејќи овој леб не захтева многу месење. Ставам 2 мерици брашно. Убаво ќе го размешам во водата. Водата е млака. Дајте му некоја секунда. Селскиот леб не треба многу да се меси. За разлика од оној следниот што ќе го правиме, односно француски путер леб, селскиот леб треба малку погрубо да биде измесен, да не биде толку полн со воздух, за да биде внатре онаа дебела и густа текстура. Сега наред ќе додадам малку од солта, отприлика ви треба една лажичка за кило леб. Сега може веќе да ја измешаме, бидејќи квасецот не е во директен допир со солта. Ќе продолжам да додавам од брашното. Секогаш брашното додавајте го во водата кога правите леб, така ќе можете секогаш да го контролирате тестото, за разлика кога направите тоа обратно, без разлика што се точни состојките, секој брашно упива различно вода, едноставно може да ви биде мерката сгрешена. Овој леб би бил совршен, меѓутоа јас морам да ви кажам дека денеска не успеав да
средам тенџере со капак кој може да оди во рерна. Најдобро би бил испечен кога би го печела во тенџере со капак. Ќе го покриете и ќе имате еден баш прекрасен и совршен резултат на крајот. Денеска ќе ви покажам друга техника, како повторно да имате убав леп. Ќе почнам да го месам со рака. Сам дека ми фали уште брашно. Обично секогаш е мерката таа, и тоа може да се случи да биде премногу вода за брашното или обратно, премногу брашно за таа количина на вода. Јас овој леп не сакам многу да го мачам, односно не сакам многу да го месам, сакам рустично да го оставам да стаса. Ќе го соединам само брашното, ќе го покријам со крпа и ќе го оставам 1 час. После 1 час веќе имам стасано на бирото, таму на работната површина, ќе ви го покажам. После 1 час ќе го извадите, уште еднаш ќе го премесиме, ќе го поставиме за печење, уште 15 минути ќе го одмориме пред да оди во рерна. Буквално толку. Овој леп јас сакам да биде баш рустичен и цврст внатре, односно да не биде многу пораснат. Ќе видите дека е готово кога целосно ќе престане да се лепи под зидовите на садот во кој го месите. Го покриваме и му даваме 1 час да стаса. Однапред стасав тесто, бидејќи знаете денеска подготвуваме неколку типови на лебови и заради тоа однапред ги стасав сите теста. Ова е она што го добивате како резултат. Гледнете какви конци и убавина во стасаното тесто. Ќе ја набраш на површината. Ќе го ставам тестото да го размесам уште еднаш. И земав еден калап за торта, ставив хартија за печење. Секогаш сакам лебот, односно тој селски леб кој го правиме или за бадник, најчесто ова се состојките кои ги користиме. Сакам да го печам на хартија за печење, односно да не додавам воопшто масло. Го сакам тој автентичен и богат вкус на кората која е подпечена од рерната без при тоа да има масло. Ќе го размесам само уште еднаш за убаво да го истиснам воздухот и уште еднаш да ја активирам глутенската решетка внатре. И овој леп ќе се пече како векна, како крукче. Ева како изгледа. Кога ќе го притиснете се враќа во својата првобитна положба. Доколку сакате да го збогатите вкусот на кората, премачкајте го со сенф. Јас денеска ви кажав ќе одам автентично. Ќе го расечам по површината, за да ми направи убава и распукана кора. Ќе го одморам 10 минути и оди во рерна на 220 степени. Оваа векна од прилика и треба 25 до 30 минути. Секогаш ќе вклучувам рерната на 220 степени, бидејќи кога ќе отворите рерната, температурата паѓа 20 степени. Првите 7-8 минути давам на 220, а потоа намалувам на 200 и така го печам од прилика 25 до 30 минути. Кило брашно од прилика толку бара. Почекаме малку да нарасте и оди во рерна. Се гледаме со вториот леп. Следно, путар леп. Знам дека ве воодушевува секогаш во пекарите вкусот на онај мек, на онај божествен, убав леп направен со путар, бриош леп, а мојата инспирација денес е од Президент. Знаете дека програмата на Президент доаѓа со оној француско автентичен вкус и мислам дека ќе ми помогне да направам еден совршен леп. Францускиот леп јас го подготвувам на малку поспецифичен начин.
односно го правам со млеко, што значи можеби да биде измеѓу леп и погача, но го правам на тој начин, го месам. Овој леп се меси 7 до 10 минути. Односно треба душата да му ја извадите на тестото од месење, да го наполните со најмногу воздух што можете. Тоа е како тесто за пица, а потоа начин на кој сакам да го подготвувам е што сакам да го расукам во една кора со сукало, а потоа да го замотам во ролна. На тој начин да го испечам, мотајќи го во ролна, го правите оној слоевит, убав, автентичен француски изглед на тој познат бриош леп. Повторно одат мокрите со мокрите, сувите со сувите состојки. Овој леп го правам со млеко, имам 450 мл млеко, бидејќи ќе му помогнам со путер. Президент путерот, секако овој пат ќе користам солен, бидејќи сакам да направам солен путер, можете и не солен да искористите, апсолутно го имаат автентичниот француски вкус. Президент се еден од најдобрите и не знам дали сте забележале, на опаковката на Президент имате мерица. Односно, за овој леп ви требаат 85 грама путер, што значи би му дошло од прилика 4,5 плочки, бидејќи 4,3 плочки, бидејќи една плочка на обележана на пакувањето во суштина ви се 20 грама. Во овој лепот од 85 грама стопен путер, ќе го отворам, а ќе си ја ставам мерицата, за да можам точно да земам од убавиот вкус на Президент. Значи ми требаат 4,3 плочки и ќе го стопам малку во микро. Овој пат немаме јајца, значи доколку ја промашите температурата, нема нешто посебно да сгрешите, освен да се изгорите кога месите. Затоа внимавајте, значи оди од прилика 15 секунди на највисока температура или на 80 до 60 вати околу 30 секунди. Дозволете од страните да се стопи, внатре да остане целосно парче, а потоа со мешање ќе ја нивелираме температурата на путерот. И на исти начин имаме шекер и квасец. Ќе го измешам шекерот и квасецот во малку млеко, за да го стасам. Додека ми се загрее путерот, еве веќе е готов. Само да го растворам. Апсолутно може да користите и жив квасец, односно свеж квасец. Мојот е инстант сув квасец, секогаш полесно ја контролирам текстурата на тестото со инстант квасец. Ако користите свеж на исти начин, само стасајте го, проверете го дали е жива културата внатре и додете го во млекото. Мислам дека му треба уште некоја секунда. Таман додека јас го подготвам квасецот. Сега веќе готов. Тоа што ви го зборував, значи имате една коцка внатре, таа има пониска температура, не е уште стопена, не е во течна состојба, од страните веќе е стопен путерот и е на повисока температура и за да може да ја изедначите целата топлина, односно да биде приближно, не знам, 40-50 степени, само измешајте го, да целосно да биде во погуста, но течна структура путерот. Овој леп е буквално божествен. Мислам дека секогаш кога го правам, децата јадат само доручек, ручек, вечера. Леп намачкан со путер, путер леп намачкан со путер, буквално. И тоа не е грев кога е нешто толку вкусно. Ќе промешам. И ќе почнам со додавање на брашното. Малку по малку. За да направам нежна, убава каша прво. За да можам сега да додадам сол. Така ќе ми се заштити повторно квасецот од директен допир со солта, за да не му даде еден чекор назад. Сол, една лажичка повторно во оваа количина. Сам дека ги запоставив моите омилени играчки од карес, мериците, кои ми се туку ретро и симпатични. Ова е половина лажичка мирица, значи ќе ставам 2.
помешам. И продолжуваме со додавање на брашното. Додам поголема количина. Ке се обидам прво со лажица да го соединам, за да не ми се залепи многу низ прсти. И ова тесто е помеко, за разлика од селскиот леп кој го направивме. Баш треба да биде меко замесено. И за да задржите да биде меко замесено тесто, земајте помалку од брашното, ставајте по краевите и полека превртувајте го, за да прими помалку од брашното, а да задржите мека текстура. Од кога ќе се соедини, ќе го месам 7 до 10 минути. Доколку имате машина за леп, ова е прекрасен момент да го ја употребите. Ставете ги сите состојки внатре и почнете да го месите тестото. Од прилика, мислам дека машините се сетирани на 15 до 20 минути. Потоа стасајте го и ќе ви покажам следно како треба да го формирате овој леп и како се пече со помош на пареа во рерна. 7 до 10 минути, пуштете си музика и извадете целата енергија од денот. Бидејќи ви напоменав дека овие мерки се соодветни за да направите леп во машина, односно во пекач за леп. Еве го мојот, она што го стасав однапред, сакав да ви покажам дека може да го направите. Видете колку е прекрасно стасано и јас сега ќе се обидам да го извадам на мојата подлога за месење од карес. Имате силиконска подлога која ви дозволува да ја контролирате целата димензија. Мене ми е потребна затоа што сакам да направам буквално ролат. Само малку ќе го размесам нежно тестото. Оваа подлога е нелеплива и апсолутно може да ја користите директно без брашно. Јас ставам брашно заради тоа што кога месите во пекач, треба да знаете дека малце повлажно излегува тестото од внатре. Тоа е заради тоа што околу 20 минути се меси внатре и малку повеќе е обработено. Ќе направам 2 викни овој пат. Ќе ги поделам. Внатре ќе го соберам крајот, за да имам убаво перничасто векниче леп. Малку брашно. И ќе го расукам. Видете колку е полно со воздух. Тоа се случува кога го обработува машина или можеби вие едно 7 до 10 минути му давате убава енергија. Не ви треба тенко сукано тесто, туку ви е потребно само да го растенчите малку. Ако сакате чекор понапред, премачкајте го со путер, дајте му убав француски шмек на секој слој. Само ќе го подрастегнам и убаво ќе го замотам. Имам еден плех за печење. Од овој леп ќе излезат, од овој количина ќе излезат 2 векнички и дам со француски убави засеци. Втората векна. Повторно ќе расукаме. И во овој леп, јас преферирам да го печам со пареа. Ќе стоплите една тенџера со вода, ниско некој садче метално и внатре ќе ставите вриена вода. Вриената вода оди на дното на вашата рерна и ќе оставите да врие додека се пече лепот. На тој начин тој ќе се пече со помош на парејата, ќе биде толку влажен, толку сочен внатре, ќе биде едно, ви гарантирам, поразлично и поубаво искуство.
Фиксирајте го. И оди во рерна. На крај, интегрален леп. Мора да ги задоволиме сите вкусови. Третиот леп за денеска. Ќе направиме една интегрална варијанта, односно овој пат ќе користам машина за месење леп, заради тоа што ви ја спомнав неколку пати, па сакам да ви покажам дека има и тука малку техника која мора да ја повнимавате за да имате на крајот успешен резултат. Секогаш кога користите машина за леп, секогаш ставете ги прво течните состојки, а над нив доаѓа брашното. Квасецот се става во мал кратер кој ќе го направите со помош на раката, врз него шеќерот. На тој начин полесно ќе овозможите на машината да го измеси лебот, да го стаса, а потоа да го испечете во рерна, или можете доколку користите рецепт кој е од книгата за рецепти во машината, да го испечете директно внатре. Јас овој ќе го печам во калап за леп, бидејќи денеска сакам да ви понудам поинакви верзии на леп. Имам топла вода, оди во машината, имам маслиново масло, ставете го во водата, масло од суса, за да замириса на тој прекрасен јаткав вкус на сусамот. Тука имам малку јаворов сируп. Јаворовиот сируп ќе биде благоста која ќе ми го активира квасецот, но бидејќи е течен, оди во течните состојки. И ги ставаме брашната. Имаме бело, 1 шолја, 1,5 шолја, мислам дека доаѓа во овој рецепт. Ќе видите во тетрадката, и 2 шолји интегрално брашно, можете од хелда, можете да искористите друго брашно ако сакате, ќе го размешам, внимавајќи за да не го извадам течноста од внатре. Еве вака, некако ако може да забележите. Ќе направам еден кратер на средината и внатре ќе го ставам квасецот. И имам семки. Ќе ставам сончогледови семки, сирови, ќе оставам малку за декорација од озгора. Малку само. Имам семки од тиква, исто, дел ќе ставам внатре, дел ќе ги оставам за декорација, лененово семе. Ово е баш еден богат, убав леп. Толку едноставно кога користите машина, значи само ја ставате во машината, ја бирате програмата за месење за стасување. Кај мене таа програма е на седмица. Тестото ќе се измеси, ќе се стаса, а јас имам едно готово спремно за да ви покажам како изгледа и како ќе го испечам. Ова е тестото кое однапред го стасав, значи не може да очекувате тесто кое е слично на путер лебот или силскиот леб кој го правевме. Интегралното брашно ја нема таа можност да направи толку сунгераста структура, но апсолутно е стасано. Гледате, веќе се дели на конци, само благо ќе го размесам. И ќе биде подсврст леб, такви се интегралните лебови, но тоа е убавината нивна. Ќе ја примачкам еден калап за леб. Убаво, за да не ми се залепи во печењето од сите страни, бидејќи ќе порасне додека се пече. Го префрлам целото векниче, убаво ќе го испритиснам. И јас сакам да направам малку како дупки со прстите, со истата четка со која го мачкав дното, да го премачкам по површината, за да можам да ги залепам останатите семки.
и се пече малку подолго. 35 до 40 минути на пониска температура и она што е најважно да го знаете за интегралниот леп е што се пече од кога ќе го извадите. Значи, од кога ќе го извадите, дајте му уште 15 до 20 минути во калапот да се излади и да заврши со процесот на печење, а потоа може да го сечете. Ние се гледаме на крајот со сите 3 прекрасни лепчиња кои ги направивме денес. Кажете ми дека ова не е нешто што сакате дома да ве пречека. Направивме интегрален леп кој изгледа совршена векна. Ви ветувам дека има еден совршено избалансиран јаткас вкус. Мојот селски леп кој делува рустично, многу е вкусен, и француските путер лепчиња. Бидејќи ова е многу леп за една фамилија, јас ќе ги искористам убавите кеси на пакет МК, кои знаете дека многу сакам да ги користам за пакување, за да израдувам некој. Направени се од рециклирана хартија и може да ви послужат секогаш за да изненадите некој со убаво пакување, каде што ништо убаво е внатре. А ви останете ми добро. Секогаш бидете вешти во кујната, користете различни методи за месење, правете домашен леп. Знам дека во периодов е баш модерно, многу луѓе се вратија на традицијата и почнаа да го подготвуваат својот леп дома. Олеснете си го животот, користете и машини за леп, како што јас денеска искористив рачно. А секако, најубава комбинација за доручек, вручек, буквално можеме да живееме на тоа, е свежо испечен леп со сирење, путер и сето она што може да го најдете во програмата на Президен, односно Салаки. Салаки си имаат нови сирења, јас ги наредив тука сите за вас, за да може би ве инспирирам следниот пат да направите нешто различно и да купите различен тип на сирења. Направете си гозба, направете во традиционално македонско јадење и останете ми добро до следната емисија, каде што ви ветувам нови идеи, нови рецепти.